Во период кога Македонија и да нема модни настани, освежување се модните денови во Штип, манифестација која се одржува по втор пат и на едно место собра неколку македонски модни дизајнери, модни факултети и брендови. Со приближно 87 фабрики за текстил, градот е наречен и Штипбург, македонското Милано, и штета би била ако таму не се одржува моден настан. Хајп Македонија беше на самиот настан и на лице место преку окото на нашиот објектив и преку соговорници. Се утврдивме дека навистина се потрудиле од организација да ни донесат нешто свежо и иновативно. Со нас е Мија Костова, една од нашите најпознати инфлуенсерки и во Македонија, па и во регионот. Може слободно да кажам дека таа е жената која што менува и модни текови, и политички, и општествени текови. Мија, здраво, како се мисли, наоѓаме инаку во Штип, на Fashion Days Штип. Кои се твоите први впечатоци од првата модна ревија на Маја Кекириткова? Штубава ми спофали, како да сум, супер сум. Многу ми е драго што се случуваат вакви настани и особено ми е драго што ете баш ваков убав настан се случува во градот на модата. Штип, ова е втора година како сум дел од инфлуенсерите кои што го најавуваат настанот и многу ми е драго што сум дел од една така убава екипа на инфлуенсери. Реално, лани имаше преубав простор, годинава уште подобар, супер помина ревијата на Маја и навистина ми е многу драго што е една таква амбициозна девојка која што секогаш вади нови колекции. Мија, знаеш дека губуриме на македонската модна сцена, многу малку настани се случуваат. Што мислиш, кој е твоето видување од тој аспект? Зошто е тоа така? Некако не знам што да кажам, зошто е тоа така. Дали е можеби немање идеја, дали е можеби немање финанси, дали е можеби немање креативност. Поима немам, искрено да ти кажам, а стварно ми е многу жал што е тоа така, затоа што памтам убави денови кога сме се отепувале од снимање вакви модни настани и не само модни настани, уште од времето на телевизиските емисии, ама сега некако се замира, дури музика македонска нема настани во било која сфера, не само мода. Се надевам дека ќе тргнат работите кон подобро. Дали мислиш има една позната девиза дека стилот со пари не се купува, дали е навистина така? Апсолутно, потпишувам со две раце. Познавам исклучително богати луѓе кои што изгледаат ужасно и обратно. Кажи ми, кои се твоите планови поврзани за инфлуенсерството? Знаеме дека патуваш доста, гледаме прекрасни дестинации и дестинации на кои што ни посочуваш каде треба да појдеме да го поминеме нашето време и да ги потрошиме нашите пари. Која според тебе дестинација ова година ти остави најголем впечаток? Втор пат бев на Малдиви годинава и можам да кажам дека си поминав многу подобро од првиот пат. Ете, нека е Малдиви од годинава, ама тоа не значи дека годината сум ја завршила. Немој да ме брзаш. Имам уште неколку патувања до крајот на годината. Секако професионални и ќе почнеме со уште една многу добра дестинација со почетокот на следната година. Така што од прилика тоа ми се плановите, работам навистина многу кампањи и многу сум среќна што стојам зад такви имиња периодов. И секако многу сум среќна и задоволна што имам толку силна и искрена блискост со публиката што ме прати. Што мислиш од оваа временска дистанца, колку инфлуенсерството и она што го зборуваш и кажуваш и го правиш во најмала рака, ти изгради денеска личност? Мислам дека тоа е она што ме прави да бидам јас. Сметам дека сум исклучително искрена кон публиката. Мислам дека сум многу отворена кога е во прашање мојот живот, начин на функционирање и многу често ми се случува луѓето кои што ме пратат да ми пишат дека се чувствуваат како да се познаваме лично, заради тоа што веројатно го поминуваат поголемиот дел од денот со мене. Дали љубовта е она најголема движечка сила која што те движи и тебе? Апсолутно, љубов кон се нешто, не само емотивна врска или љубов кон Андрија, љубов кон тоа што го работам, затоа што без љубов нормално немаш нешто што ќе те поткрене да бидеш тоа што си. И за крај, еве можеби да една девиза за да ги инспирираме нашите гледачи, па и некоја парола која што можеби понатака би ги водела во животот, а тебе ти помогнала.
Па ја мислам дека сум позната по една и сега сите си ја помислуваат кога ме гледаат, а таа е дека не може да не може. Ако се решиш да направиш нешто, буквално само тоа помисли го, дека не може да не може. Можеби ќе ти треба малку повеќе време, ама крајната цела која имаш во глава стигнуваш таму. Мија ти благодарам секогаш да ги правиш работите ти што можеш и што не можеш, нема не може, значи мора да можеме да ги правиме. Така, и ти посакувам многу голем успех понатака. Фала пуно, хајп. Човекот кој редефинира македонската мода е единствен Сергеј Верошлија. Сергеј, добре дојде во Штип, јас ти посакувам добре дојде од Хајп. Ние сме на Fashion Day Штип. Каква е атмосферата, како си поминуваш? Еден од ретките настани модни, за жал, кај нас, меѓутоа те се одржи повтор пат. Здраво, поздрав до Хајп телевизија. Да, тука сум во Штип на моден викенд, модна недела. Само што заврши првата ревија, допрва ќе видиме што ќе следува, така да сакам да изгледам се како изгледа, како е организирано и така. Фала ти за представувањето убаво. Што мислиш како до сега протече првата ревија од Маја Кикирикова, колку си задоволен од изгледите, дали веќе ги сумира впечатоци? Јас кога ќе видам нешто сакам да го isprocesирам. Така да подоцна за коментари, не сега одма. Убаво си облечен, дали ова твоја креација или се должи на некого? Ти благодарам за комплиментот, ова е Митров од делото, панталоните се исто така, кошулата си е моја. Сергеј, кажав и на почетокот дека кобуриме со модни настани, за разлика од порано од пред 20 години, кога јас и ти бевме во едно друго време, кога каде што работите се движеа во нагорна линија, се спласна наеднаш. Што мислиш дека е проблемот? И каде лежи проблемот? За жал кобуриме со модни настани, не знам во што е искрено проблемот, некога мислам дека е склоп на околности. Секојдневието, немањето желба, немањето средства, немањето доволно ентузијазам, мислам дека не се доволно храбри младите да изнесат нешто ново, па дури да е ризичен тој потек. Сметам дека повеќе имаше некаков си ентузијазам порано, што сега јас не го гледам. Се прави некако го ради реда. И тоа е нешто што ми смета. Порано работите се правеле многу со кејф. Дури имало работи кои и порано не е дека се било совршено нормално, меѓутоа имало тековни настани и случувања многу повеќе од сега. Ти беше еден од најхрабрите, можеби, во овие последни години и внесе новина и се внесе во еден ризик таков. Колку денес исплати ризикот? Колку се исплати што? Ризикот. Зашто? За сето она што го коментираш, што го зборуваш. Знаеш како, луѓето, повеќето луѓе не ика да слушнат вистината. А јас не сум човек што сака да лаже или што умее да лаже. Јас нешто и да преќутам, мене по ликот ми се гледа што мислам за некои работи. Нема тука никаков ризик, освен што евентуално можеш да нарушиш некаков си однос или некој да го доживее тоа лично. Меѓутоа јас никогаш немам лоша намера во било кој коментар или во било која критика. Не ми е мене тоа целта. Мене ми е целта, ако посочам дека нешто не ми се допаѓало, тоа е, да, моje лично мислење, меѓутоа правам паралели и давам соодветен пример зошто не ми се допаѓа. Идам на факти за евентуално секој што е искритикуван, да размисли и да свати. А времето ми покажало, пред малку дојде една гостинка овде, која ми кажа дека имам критикувано пред неколку години и дека сум бил во право. Значи, се почесто наидувам на луѓе кои ги имам искритикувано пред неколку години, меѓутоа кои апсолутно кажуваат од денешна дистанца дека сум бил во право за се што сум рекол. Така да, што и да кажам сега, времето ќе покаже повторно дека сум бил во право. И за крај ќе те прашам кој е твој омилен додаток, го гледам окото на Фатија, мислам дека така се викаше. Ова? Да. Да. Окото на Фатија, мислам дека се викаше така некако. Да, тоа ми е против уроци. Да, тоа ми е против уроци, тоа ми е ново. Подарок ми е, така да тоа го имам денеска на себе. Ти благодарам Сергеј многу. Благодарам и на вас и поздрав до гледачите на Хајп ТВ МК. Александра Ева, добро познати лица на ТВ екранот и на YouTube каналите.
Александар и Ева, ви посакувам добре дојде во Штип на Fashion Day Штип. Како сте и како ја чувствувате атмосферата? Супер, нас ни е прв пат тука и дефинитивно е нешто ново кој што еве го искусуваме вечерва. Ефтен сме возбудени да ги гледаме сите реви и нормално да се инспирираме за следни аутфити. Ева? Јас многу убаво се чувствам, обожавам кога се организираат вакви евенти, баш сакам почесто да се организираат и да, едва чекам да почне следната ревија да видиме што следува. Препоставувам дека вие за прв пат заедно да сте на моден настан. Да, заедно да, прв пат. Дали ги пратите другите модни настани, иако ги нема многу ретко се во Македонија? Па се трудиме искрено и доста пати сме биле поканати, така што сегаш се појавуваме да пружиме поддршка нормално на дизајнерите, на моделите, на организаторите, така што да. Ева, што ти се допаѓа најмногу од модниот стил кога се работи за сценски настап? Што ве преферираш да облечеш најчесто или во што најмногу сакаш да се гледаш себе си? Искрено тоа пред малку го разговаравме и со останатите присутни дека некако на сите црната боја многу ни се допаѓа. Јас кога доаѓам во црно облечена, многу посамоуверено се чувствувам како и сега, таква ми комбинацијата црна чипка, некако не знам. Посебно мокно се чувствувам и затоа и црвен кармен ставив, мислам дека тоа додава повеќе на целиот изглед. Така што со црно не можеш да промашиш. Александар, англиски стил, малце bad boy. Кој е твој стил? Па малце така класично, ама не до толку класично. Знаеш, bad boy, ама класична верзија. Така. Што е нешто заедничко и веќе го направите заедно следно би го споделиле со публиката на Hype? Што следно би направиле? Заедно? Што па прво, да. Па планираме доста содржини да снимаме, повеќе околу патување можеме да кажеме, да одиме на следно патување. Се нема да откриеме каде, ама пак е некоја тропска дестинација што мислам дека би била интересна за гледање. Да, ние се навикнавме некако во зимно време, есенско да одиме на некоја тропски дестинација, да. Сакаме лето. Која дестинација ви остави најголем печат до сега? Одите на многу такви екзотични дестинации. Малдиви. Да. Вие сте втори вечерва што ми кажувате Малдиви. Значи, тоа е стварно ненормално. Дали е така како што е на сликите? Дури поубаво живо. Поубаво живо. Нема потреба од едитирање на сликите. Да, значи, не мора истакнување на бои, тоа све си е природно, многу е убаво, да. Благодарам и на двајцата, убаво си поминете. Ала исто и ти. Дами и господа, Тара Симов е една од најпознатите инфлуенсерки на Балканот, со нас вечер во Штип. Јас и Тара сме вечер на Fashion Days Штип. Тара, прво кажи ми, зошто се одлучи да носиш оваа комбинација вечерва? Пред све добра вечер на тебе, драги колега, и на сите гледачи. Пред све вечерва сум облечена целосно у бурганди боја, како што можете да видите, освен штиклите кои што се во црна боја. Бурганди е некако моја заштитна боја, многу си ја сакам, и ноктите ми се бурганди, косата ми е бурганди, све е бурганди, така да мислам дека најмногу ми одговара со мојата енергија. А твојата енергија малку асоцира вечерва и на луксус. Луксус и ватра. Тара, кажи ми со кого си дојде на вечер тука, дали може би со некој момче? Момчето е дома од Мара, а дојдена сум со друштво. Дали следеше некој од ревиите и дали добро веќе ги следиш ревиите? Да, искрено да кажам, јас сум голем fashion lover. Многу ми се допаѓа што воопшто во Македонија се дешаваат ивенти како што се Штип Fashion Days и слично, затоа што мислам дека Македонија стварно заслужува една голема естрада, заслужува луѓево да се пробијат, не да се оди у Србија да се пробиваш, туку мислам дека самиот народ треба да си го подржи својот народ и своите креатори и дека ќе раста така. Често си видена на модни настани, според тебе и според твојот сензибилитет и според твојот вкус, што мислиш дека најдобро ти стои? За мене мислам дека најдобро ми стојат, како што кажа Сергеј Варошлија, долгите фустани кои што ми ја истртуваат линијата. Меѓутоа вечерва се одлучивме за малце поразличен модел и тип на фустан. Меѓутоа да, дефинитивно долго и елегантно. Дали стилот се купува со пари? Како? Дали стилот се купува со пари? Да. Стилот да, меѓутоа треба прво да го имаш тоа во себе за да може да изнесеш. Постојат луѓе кои што носат креации од по 5, 10, 15.000 евра, па пак не личат на ништо. Од друга страна, некој може да си купи у кинеска робна куќа нешто и пак да го изнесе подобро. Ама да, стилот за да биде све како што треба, мораш да го имаш и во себе и да вложиш пари. И кажи ми за крај, би те прашал, како ја држуваш твојата линија, бидејќи сите забедуваат на таква линија? Искрена да бидам, никад повеќе комплименти не добивам како последните неколку години во врска со мојот
со мојата келажа и со мојата линија, меѓутоа, јас искрено моментално работам на тоа да се здебилам едно 3 до 5 килограми, затоа што имам некои спортски изненадувања за вас од следната година, така да моментално работам на тоа да качам келажа, а што се тиче за мојата линија, природна е, генетика е, наследно е, така да и да сакате не може да изгледате вака, баш ми жал. И пред самиот крај, бидејќи тренираш кикбокс, дали некогаш се гледаш првенка на Македонија? Може не се гледам како прва сега, затоа што мислам дека немам доволно искуство и секако не сум професионален борец, меѓутоа мислам дека многу брзо ќе се качувам по лествицата. Ара ти благодарам од срце. Предраг Перешич, како излезен од Paris Fashion Week, како модната писта, односно модната ревија од Париз, меѓутоа ние се наоѓаме на друга модна писта, поточно во Штип на Штип Fashion Days. Како си ми Предраг и како се чувствуваш овде на оваа модна писта? Ревијата е супер, морам да кажам, јас бев и лани дел од оваа ревија. Сега е доста сменето, но доста добро. А на твоето прашање како се чувствувам, па има еден рефрен, најболje изгледам кога се најгоре осеќам. Мислам дека така можам да опишам искрено после све ова. По ексклузивното интервју што го даде за Хајп телевизија, препоставувам дека доби секакви коментари и негативни и позитивни. Што мислиш за сето тоа? Бидејќи ти беше искрен, емотивен и тоа го кажуваше со причина. Знаеш како, искреноста некаде би се ценела, но кој нас не е. Тежок период, бурен период за сите нас, многу хейт коментари, многу хейт, али негде јас тоа интервју го дадов за да постигнам малце свест, но гледам дека во нашево општество се уште не сме доволно свесни за таа тема. Дали денес можеш гордо да застанеш секаде и да кажеш да, ова сум јас? Да, јас немам проблем, еве стоам овде пред камера, на кој му се допаѓам, на кој не може слободно да го сврти погледот на другата страна. За Хајп ТВ ја имаме организаторката на Штип Fashion Days, нашата позната модна дизајнерка Маја Кириткова. Маја, добре дојде во Хајп, а ние добре дојде во Штип. Ја следовме твојата прва ревија, односно отворањето на ревијата, отворањето на самиот настан. Како помине и колку се задоволна од импресиите? Ако можеш да ги сумираш за овие 15-20 минути? Најпрво ви благодарам што сте гости во мојот роден град и на ова незаборавно за мене патување, затоа што навистина ми е чест и задоволство да бидам дел од организацијата на Штип Fashion Days, која што е во организација на општина Штип. Веќе втора сезона го организираме настанот и се надевам дека ќе прерасне во традиција. Како сум задоволна не можам да кажам, бидејќи искрено не ја изгледав ревијата, затоа што спремав манекенки, знаеш како е нели во бекстејдж, хаос. Не можам да сумирам податоци, но од тоа што гостите ми го кажуваат, има многу позитивни импресии. Колку сте задоволни од самата организација, од присуството на луѓето, од искуството што го стекнавте минатиот пат па се до сега, бидејќи гледам дека ова веќе прерастува како една традиција, меѓутоа и настанот доби на квалитет, па и просторот и местото си имаат своја улога. На вистина, значи и првата сезона поминавме многу добро. Имавме многу гости, значи 3 дена беше првата сезона, се проврвеа, така да кажам, околу 2000 луѓе за 3 дена, што е сериозна бројка за настан кој што не е во Скопје, па што знаеме нели дека луѓето одбиваат да патуваат во други градови, и настан кој што не беше за викенд, што е многу битна ставка. Годинава го организираме еве петок и сабота, има доста учесници, 11 ревии за 2 дена, доста посетители кои што еве дојдоа денес, ќе видиме и утре како ќе биде, но со оглед на тоа што самиот простор е пополнет до последно седиште, има и плюс луѓе кои што стојат, а и долу на самите видеобимови гостите кои што нема место да присуствуваат тука може да ја погледнат ревијата, така да мислам дека според мене е на добро ниво, но гостите најдобро ви кажале како се задоволни од сето ова. Во ситуација кога ние практично и да немаме модна сцена, како успеавте да го направите сето ова, бидејќи сепак не е лесен чекор да се организира нешто кое што и би било од потраен карактер и нешто во кое што ќе се презентира автентична македонска мода?
Многу голема група на ентузијасти се собравме, кои што навистина сакаат мода пред се, сакаат уметност и секој буквално си ја вршеше својата работа. Никој не се мешаше во работата на другите. И истиот тим од минатата година остана и оваа година. Благодарение на општина Штип, кој што стои позади целиот настан, ние имавме одврзани раце буквално да правиме што сакаме. И во ниеден момент не ни дадоа некоја пречка и да речат не може ова или не може она. Кога креативата е пуштена на максимум и кога никој не те сопира, јас мислам дека може да се организира се доколку се сака и доколку се има желба. Морам ова прашање да ти го поставам. Дали инфлуенсерството, бидејќи си едно најпознатите инфлуенсерки и едно најпознатите модни дизајнерки, односно кој од тие две работи ти донесе поголем бенефит? Не можам да зборувам, знаеш, кога почнавме, пред 15 години, пошто јас и ти се знаеме, малте не 20 години, пред 15 години модата имаше поинаков тек за разлика од сега. Сега инфлуенсерството е на прво место, така можам да кажам, но јас благодарение на модниот дизајн станав инфлуенсерка. Тоа можам да го кажам, затоа што да не бев Маја Кикириткова и да не бев моден дизајнер, немаше да бидам инфлуенсер. И не можам да направам паралела. Практично работам 3 работи, предавам на факултет. Не знам колку од луѓето знаат дека предавам во Приштина повеќе од 10 години. Имам мој бренд и плюс се занимавам со инфлуенсерство. Така да, кога ќе се склопат сите коцки, кога ќе се спојат тие некои работи, мислам дека не можам да направам паралела помеѓу што е подобро од сите 3 и кое би го издвоила како прво. Ма ти благодарам многу и ми беше драго што беше гостинка во Хајп. Ти благодарам и на тебе и благодарам уште еднаш што дојдовте да бидете наши гости. Ако некој ја дрмна сцената на Штип Fashion Days, тоа беше модната дизајнерка Стефанија Насевска, која се бројува меѓу најдобрите модни дизајнерки во Македонија. Стефанија, како моден новинар кој 20 години ја прати модата во Македонија, ти честитам за оваа прекрасна ревија и за ова ремек дело што ни го даде на сите нас, бидејќи делото има длабока суштина и сепак се представува Македонија во едно од најубавите светла. Маската од Требениште ти беше како лајт мотив. Кажи ми колку си задоволна самата колекција и како четеше процесот и идејата за самата колекција. Ти благодарам за честитките премногу, затоа што многу ми е драго кога доаѓа пред се од еден новинар, моден новинар, особено па и кога ми е колега. Како знам дека ги имаш деновите и дизајнерски, така да многу ми е драго кога доаѓа од твоја уста таа пофалба. Презадоволна сум од организацијата, сум презадоволна од настанот, како сето тоа изгледа, а посебно колекцијата како се прикажа на овој настан. Цел тим работеше напорно да се изведи сето ова. Меѓу тимот, јас како дизајнер можеби најнапорно за да ја реализирам колекцијата сработив. Кажи ми зошто токму се повика на маската од Требениште. Често знаат да се повикаат на неа, меѓутоа тие представува малце поинакво светло. Маската од Требениште јас сметам дека не е доволно прикажана. Ја имаме точно на парите прикажана, меѓутоа сметам дека има се уште потенцијал. Кај мене секоја тема е исцрпена од Македонија, од нашата земја, од идентитетот што го имаме ние и имаме што да покажеме на светот. Ова колекција беше прикажана неодамна и на Сараевската модна недела и помина и таму прекрасно и сметам дека многу е добро кога дизајнерите си прикажуваат нешто што е нивно, од каде што потекнуваат. Многу е инспиративна како мотив. Ја истражив малку подлабоко. Цела тема беше символички представена и колекцијата се вика Eternity или вечност, затоа што маските нели се употребуваат за кон патот, да те заштитат кон патот до вечноста. Иако е погребна маска. Иако е погребна маска, темата е тажна, меѓутоа јас пробав да ја извлечам на поинаков начин. Ние патуваме кон вечноста. Јас сакам моето име да остане запамтено, сакам идејата, сакам нашата држава да биде запамтена, да биде вечна.
Колку е тешко да се спои традиционалното со хај-тек технологија, бидејќи покрај традиционалното она што го метна како маската требениште, нели, постоја креации кои што навистина изобилуваат со мотиви кои што парираат на денешницата. Како го усогласи сето тоа, бидејќи сепак не е едноставно? Кога си дизајнер е умешно, не е едноставно, меѓутоа е умешност. Може би некоја дарба тука игра улога. Следам секогаш модни трендови светски, морам да кажам дека сите мораме да ги следиме за да бидеме во тек со случувањата, затоа што ние треба да бидеме конкурентни на пазарот надвор од Македонија, не само тука кај нас. Доста е тешко да се спои нешто што е традиционално да се преведи во еден модерен тек, меѓутоа сметам дека направив успешна комбинација. Некој дека им публиката многу добро реагираше. Имав можност да гледам од позадина, имаше добри реакции. Мислам дека и вие, не знам, во публика, кога седиш подобро како изгледа. Дали ова колекција би прикажала и на други модни недели, бидејќи сепак ти се отвара патот кон надвор и со оваа колекција па и со претходни? Јас радо би покажала, сегде каде што ќе добијам покана да гостувам, радо би пошла и би покажала, затоа што сметам дека треба да се покажеме како дизајнери, имаме квалитетни дизајнери тука во Македонија. Кажи ми кои се твоите идни планови, дали планираш да продолжиш интензивно со дизајнерството, бидејќи се појавуваш често, но не пречесто на модни настани, бидејќи ги немаме тие модни настани. Јас штета што правам паузи понекогаш, не сум константна, цело време сум во модната индустрија, меѓутоа со колекции не сум константна, сакам да го задржам темпото и константноста и во иднина планирам се почесто да имам колекции. Дали може да очекуваме нешто од типот што направивме кога имавме една од твоите колекции, односно текстот една од твоите колекции? Многу ми е драго што ја памтиш и таа колекција, можеби таа е првата што направи бум за моето име. Да, очекувајте од мене многу добри проекти во иднина. Благодарам многу. Ви благодарам и вас и на целата екипа од Hype TV. Hype TV го имаме Марио Арангеловски, со Марио сме заедно на Fashion Days Штип. Марио, како мислиш, како помина ревиите, според твоја проценка? Многу ми е жал што доцна пристигнав на самиот настан, пропуштив едно-две ревии сигурно, меѓутоа поради инциденти во сообраќајот што се случуваат секојдневно во Скопје, такви беа условите и еве пристигнав на последниве две ревии. Генерално задоволен сум, мислам, сега не сум некој модно гуру тука да кажува дали нештата вредат или не вредат, меѓутоа од друга страна Кейт ми е што сум присутен на настанот, драго ми е што добив покана за истиот и верувам, се надевам дека ќе имаат всушност два успешни модни дена во Штип, затоа што Штип, како и сите помали градови, заслужуваат еден моден викенд каков што моментално се случува. Мора да признаеш дека фалат вакви модни настани во земјава, бидејќи сме сведени на еден фешн викенд кој го имаме во годината и ништо понатака. Ова е сепак некакво освежување. Апсолутно, и сметам дека сите помали градови настрана Скопје, каде што нели редовно се случува тој Fashion Week, заслужуваат вакви, затоа што верувам дека и постојат многу креативни луѓе во сите градови ширум Македонија, многу дизајнери, многу креативци кои заслужуваат внимание, односно да бидат вклучени во програма каков што на настан на каков што присуствуваме. Се уздат кап. Предпоставам дека тука не си само како гостин, туку си тука и како водител, односно водител на твојата емисија, која е твојот аутфит, односно колку чини твојот аутфит, дали ги прашаш штипјани? Апсолутно, не ги прашавам штипјаните, ја генерално таа рубрика, не можам да ја наречам емисија, затоа што тоа се рилчиња за на Инстаграм и ТикТок од по минута време. Најчесто ги работам со јавните личности, така што независно дали се од Битола, Штип, гости во Охрид или Скопје, кај да ги пресретнам на ваквите настани, соработувам со нив, односно ги прашам колку чини нивниот аутфит. Знаеш дека се крена ука-бука за самата емисија, или како да не речеме рубрика, така. Што мислиш ти за тоа? Па види, она затоа и постои. Мислам, нема да имаше смисла ако не се крена ука и бука, така што... Сега сите те прашуваат тебе колку чини твојот аутфит, меѓутоа јас ќе те прашам, пошто твојот аутфит се гледа и може да го провериме за еден клик на Google Lens, јас ќе те прашам она што не се гледа, колку чинат твоите гајки? Ја не знам какви гајки.
А, овие се у пакет, у Вајкики идат 700 денари 3 пара. Шала на страна, Сергеј Варошлија ме праша колку ми чини аутфитот и ексклузивно на него му одговорив, така што наскоро ќе гледате една епизода со авторот на таа рубрика. Благодарам многу. Фала ви на вас. Го имаме Боби Мил, кој допатува директно од Англија на Штип Fashion Days. Боби, здраво, како си ми? Како се чувствуваш во Штип? Здраво, јас сум добро, ми се допаѓа иницијативата премногу, има многу фреш таленти, фреш брендови што искрено прв пат сум тука, али ми се допаѓа се. Вие како сте, добри? Одлично, Боби, еве ние работно. 15 години живееш и работиш во Лондон, со што конкретно се занимаваш? Знам дека ти е продуцентството една од главните преокупации, но што друго го прави твојот професионален календар богат? Па пред се јас сум артист, пред продуцент, мислам многу години пред да се преселам во Лондон. Работев на моја музика, кога се преселев тамо. По склоп на околности повеќе се фокусирав на продукција. Еден од артистите што моментално работам е Нио од Америка. Сум работел со Травис Скот исто и Central C. И така. Зборуваме за огромни музички имиња и огромно музичко искуство. Веројатно е глупа споредбата да се направи помеѓу Македонија и Англија и сето она што се случува на музичката сцена. Меѓутоа еве каде ние може да се поправиме во тој одреден дел? Ексклузивноста е многу битна работа. Мислам као и брендингот исто као артистите. Најмалку според мене, најмалку е талентот и пеењето и гласот во 2025 година. Мислам дека повеќе, самата аура околу артистот, као изгледа, као се понаша на сцена, самиот брендинг околу артистот, самиот хајп, стејдж презенс и сето тоа. Има многу добри артисти. Мислам дека само треба малку поголем потек од аспект на да се експонираат повеќе креативно, да не се стегаат толку многу. Ако ја пратиш македонската сцена, кој еве најмногу ти остава впечаток, кој можеби најголем потенцијал? Од артисти? Од артисти Антонија Гиговска, Два Бона, Таско, Сладкар, тие за се. Дали може тие да парираат на странската модна сцена? Како? Дали може да парираат на странската модна сцена? Секако, тие што ги наброев, верувам има уште многу, секако може да парираат на странска сцена. Гледам во нив многу голем потенцијал, нешто посебно и уникатно и тоа е. Благодарам многу. Фала и вам.